Тема до 8 часот во Македонија наутро, случувањата кај нашиот северен сосед во Србија. Добро утро за колегата Оливер Бранковиќ, го имаме на скајп во живо од Белград. Оливер, на две теми важни од Србија кои што ни доаѓаат периодов. Првата е протестите, студентски протести. Адвокатите исто така оваа недела објавија дека престануваат со работа. Дел од просветните работници вчера, дел од училиштата не го започнаа второто полугодие од учебната година. Студентите, можеби некои очекуваа дека овие протести за време на празниците ќе изгубат на интензитет, но гледаме повторно пред неколку дена на протестот пред РТС, според проценките околу 50.000 граѓани. Кои се последните информации, што се случува во Србија и што велат твоите податоци? Добро утро, се надевам дека се слушаме. Студентските протести, студентските блокади, сите 4 или поточно 5 државни универзитети се во тек. Траат од почетокот на ноември или поточно од паѓањето на стечницата на Нови Сад, на женската станица Нови Сад, кога загина 15 луѓе, и кои што траат еве до денес. Најголемиот протест беше секојдневни со овие протестите, може да кажам, се шират протестите, се поголеми протестите, се поголеми се блокадите. Протестите се суштина еден вид на незадоволство на студентите, кои што се поддржани се повеќе од граѓаните и не само од граѓаните, еве ти го кажа, им се приклучуваат вчера и просветните работници, се приклучува и адвокатите. Ево уште еден податок, например, актерите во белградските театри, исто така, се приклучија на овие протести и ги откажуваат протестите, колку што можам да насетам. Полека се иде во еден вид на притисок, на еден вид на генерален штрајк да има во Србија. Оно што е многу битно, што треба да го кажам, дека пред се моторна сила на се това се студентите и тој студентски пленум, кој што ги избегнува политичките партии, особено нормално од власта, против власта се насочени, но и од опозицијата едноставно избегнуваат да се поврзат со опозиционите партии кои што вребат се присутни на овие протести, меѓутоа не се во главна улога политичките партии, туку граѓаните и студентите. Најголем беше протестот на кој што бев и информирав во Славија. Поред некои проценти до 100.000 луѓе беа. Наистина многу народ се собра на Славија. Бев и на протестот пред РТС, каде што покрај они класични барања на студентите, тоа се, да ги повториме, воопшто не се политички барања, тоа се барања да се објават сите документи поврзани со трагедијата во Нови Сад, а ги има доста овие документи што не се објавени, ги цитираат кои не се објавени, да се процесуираат сите оние кои што ги малтретираат или ги напаѓаат студентите и кришно да се гонат, да се ослободат сите опсени студенти. Така да, овие барања се пред се насочени во поглед на студентски барања. Не може да кажеме дека се политички барања. Одговорот на власта е политички. Председателот Вучич не ги поддржува овие протести, ги цитира како еден вид на, како што самиот кажа, на шарење на обоена револуција во која што се уфрлени кадри од надвор, странски кадри, дека се инициирани од надвор. Како и да е, секојдневни се протестите, 15 минути молчење има, 12 часа, се поголем број на градови. Вчера беа протести на просветните работници, требаше да почне второто полугодие на школската година. Немаме податоци во Србија, се истражува колку училишта почнаа со работата, колку не почна, различни се податоците. Власта тврди дека 80% од училиштата, средните училишта, гимназиите, основните училишта почнале со работа, за разлика од тоа вчера на протестите, на кои што исто така бев, се тврдеше дека 50% од училиштата во Србија се во штрајк.
и беше прогласен генерален штрајк, не се знае за денес, отворено е прашањето дали ќе почне школската учебната година во Србија. Премиерот Вучевиќ најави просветни инспекции по училиштата, откази, доста директори даваат откази умеѓу време, така да ситуацијата воопшто не е така, како би рекол, едноставна во поглед на состојбата, како што ме прашате, и не само за студентските протести, еве сега и за просветните протести, и адвокатите најавија протести. Доста е, како да кажам, поларизирана состојбата во Белград и во Србија, вале. Да, тоа го видовме и пред неколку дена кога беше повредена и една студентка на оние собери каде што се оддава почит кон настраданите на железничката станица во Нови Сад. Што велат властите? Од една страна студентите многу пати подсетуваат дека не се обраќаат до председателот Александар Вучич, а и досега медиумите пишуваат дека успешно успеваат под наводници да одолеат на сето она што тој им го порачува изминатиот период. Велат, нашите барања не се упатени кон председателот Вучич, туку кон институциите. Може ли да се најде некое решение во оваа поделена ситуација? Што велат таму медиумите, што велат новинарите, што велат граѓаните? Кој е излезот од оваа криза во која што во моментов се наоѓа Србија? Одлично ти прашањето нешто е загонетно во меѓувреме. За сега не гледам некој излез. Точно студентите воопшто не се обраќаат до председателот Вучич и гледат на некој начин да ги тргнат на страна и опозиционите политички партии кои што си имаат своја агенда. Протестите се всушност протести против тоа е незадоволство предводено од студентите, но се прикучуваат и граѓаните, нивните родители и други граѓани. Незадоволство од системот во Србија, актуелниот систем, незадоволство од големата корупција, како и од криминалот, не се обраќаат до председателот Вучич, меѓутоа се знае во Србија чие е задно и кој у суштина ваде, тоа е секако председателот Вучич, па после сите останати. Јас кажа, ставот на председателот Вучич, 17 инциденти се, не е само овој инцидент со девојката, кој што беше прегазена буквално од тој граѓанин кој што е приведен уапсен и че видехте нормално кривично гонет. Тоа говори за една поделеност, за една поларизираност во српското општество. Исклучено поделено општество на припадници на владеачката, на Српска напредна странка и Социјалистичката партија и сите останати кои што не се познато ни настал во Македонија, го поминавме пред многу години, еве сега тоа го имаме во Србија. Исклучителна поделеност со различни ставови, инциденти, 17 имаше, еве синоќ имало пак инцидент пред Висшето електротехничка училиште, пак дошло до некој кошкање, пак дошло до некоја тепачка. Значи, секојдневни се инциденти. Ја бев сведок, например, за Нова година, кога ја дочекавме новата година, бев да снимам нормално работно. Едно возило, не знам од кај се створи, претрча преку улицата, кај што имаш илјадници луѓе, не знам како никој не настана. Тогаш буквално покрај мене помина. Се тоа говори дека не се контролира. Малку треба да се тоа отидува по ѓаволите. Председателот Вучич моментално не е тука, е во Давос, но овие студентски демонстрации ги окарактеризира како шарена, обоена револуција насочена против него. За сега. Така. Кога веќе, ајде и да ја заокружиме оваа тема за крај, какви се темите во јавниот дискурс, какви зборови се употребуваат пред 2-3 дена кога се случи инцидентот со студентката, со прегазувањето? Самиот председател Вучич кажа дека сите чинители на јавниот живот, сите политичари треба малку да ја спуштат топката во однос на изјавите кои што ги даваат по медиумите. Се чувствува ли таа промена после тој инцидент овие неколку дена? Знаете што, овие протести во Србија не се први, се сеќавате 1 против 5 милиона или како беше така натаму. После имаше протести за време на трагедија
во Рибникар и во Орашје. Тоа е тој дискурс кој што медиумите го форсират. Тоа е таа ерозија на вредности, на критериуми кои што се преку медиумите. Јас не би ги наведувал, меѓутоа би се предпоставувате за кои све медиуми станува збор. Последниот протест беше против РТС, кој, знаете што 50.000 луѓе, најголем протест беше прогласен, најголем број на луѓе кои се собрале пред јавниот сервис, незадоволни од информирањето на јавниот сервис, кој што сепак се вклучи во овие протести, но не знам, минутка време траеше сето тоа. Значи, не е информирањето не е на задоволително ниво во поглед на смирување на таа состојба, на тоа незадоволство кое што траеше. Председателот Вучич се обраќа преку Инстаграм со своите обраќања, повика на смиреност, повика на сталоженост, дека ќе допринесе кон сето тоа. Меѓутоа, креирањето на јавното мнение тргнува од него, секој случај, но не е само од него, од негови припадниците на Најбрадечката партија, кои што се доста, како да кажам, студентите едноставно барат, сметат дека тој е всушност креатор на таквата атмосфера која што допринесува да се случи, да биде прегазено ова девојче. Значи, треба уште да се работи, треба уште време, гајам желба, дајте се смири ова поларизираност која што се е поголема во Србија во последно време. Студентите најавуваат дека протестите продолжуваат, останатите чинители во општеството како адвокатите, дел од просветните работници исто така, нели вчера изјавија дека продолжуваат со протестите и со генералниот штрајк. Ќе следиме што се случува и секако ќе информираме на оваа тема. А на 2 минути до вестите до 8 часот би сакал и на нели неколку нови информации кои што ги имаш околу трагедијата која што Србија и регионот вчера нели ги потресе, пожар во дом за стари лица во Србија, 8 загинати, неколку повредени. Медиумите објавуваат дека овој дом бил со легални дозволи и лиценци за работа, меѓутоа се прашуваат како може да ги има тие дозволи за работа со блокирана сметка од 2021 година. Вана, добро си се подготвил, Бога ми, тоа е све точно што го кажа самиот министер за труд, изјави дека од 2021 година дека овој дом има сите лиценци. Овој дом се наоѓа во општина Бараево, односно во едно село, општина Бараево, тоа е на едно 50 до сат време возење од центар на Белград да се дојде до него. Значи, тоа е едно село, приградско село, во една куќа се наоѓа домот, имало 30 стари изнемоштени лица во овој дом, ги имал сите лиценци. За сега толку знаеме, но знаеме и дека 8 лица во домот почина, изгореа, се задушени. Наводно, едно од тие лица го подметнал пожарот. Такви се за сега информациите по медиумите и од надлежните. Оно што официјално е дека су апсени 3 лица. Значи, истрагата е во тек. Како е дојдено дојде до оваа трагедија? Знаете што 8 лица да загинат, не се малку од 30 лица. Брзо е интервенирано, брзо е згаснат пожарот, меѓутоа пак е бројката на загинати голема. 3 лица се наоѓаат во тешка состојба, која што едно лице е во критична состојба. Не верува дека ќе успее да се спаси, дај Боже да се спаси. Истрагата е во тек. Сега ние да бидеме поголеми од истражители од на лице место не би сакал. Меѓутоа мене ми ова сето си на сетова говори за таа една состојба на која се наоѓа не само Србија, да кажам, целиот Балкан, на таа ерозија на критериуми, на све се може, сите све знаат и така натаму, сите се може да работат, особи се да загинат во дом за старци, трагедија голема и треба појќе лица тука да бидат и приведени и уапсени и
да се дигнат тие критериуми, читав и ке нас има проблеми, значи да се проверат инспекциите, да си работат својата работа, се проверат сите овие работи и секој својата работа да се ја врши. Јас верувам дека нема да дојде ваква трагедија. Така. Благодариме многу, колега, за ова вклучување од Белград утрово на Skype и за овие последни информации кои што ги презентиравме во врска со актуелните теми што ни доаѓаат од Србија. Беше тоа колегата дописник од Белград Оливер Бранковиќ. Точно е 8 часот, време и за првите утрински вести во Македонија наутро.